Актуелната сезона во првата македонска фудбалска лига е при крај, но надвор од терените се разгорува друг дуел. Голем дел од клубовите бараат тие да го имаат главниот збор во Фудбалската федерација на Македонија, како што велат дека предвидува законот за спорт. Значи мојот газда, значи Горан, нашиот идол да кажеме, нашиот собственик, сме на размислување да се повлечеме од активното играње во нашата прва фудбалска лига, се додека не се усогласи статутот со закон за спорт. Бизнисменот Кочван Ѓушев веќе го напушти прволигашот Борец од истите причини, а последниот избор на председател на ФФМ го бойкотираа повеќе клубови од првата и втората лига. Меѓу нив е и најдобриот клуб изминативе години, актуелен шампион Шкендија. Надлежната Агенцијата за млади и спорт е на страна на клубовите. За Шкендија има 3 милиони буџет. Не може Шкендија да нема човек во ФФМ или во општинската во Тетово, нема човек, а му решава некој си што врска не освои. Фудбалската влада за сега одбива да го смени статутот со кој е избрано актуелното и сите претходни раководства. Сметаат дека нема потреба, бидејќи не е во спротивност со законот за спорт. Дали притисокот на противникот овој пат ќе доведе до смена на резултатот? Сабота, убаво сончево попладне во Струмица. Академија Пандев ја пречекува ренова на својот стадион. Југослав, драго ми е. Добро, фала. Како сте вие? Југослав Тренчовски е спортски директор на Академија Пандев. Како што кажува името, главен инвеститор и во објектот и во годишниот буџет на клубот е македонскиот фудбалски интернационалец Горан Пандев. Ние имаме потрошено некаде околу 3 милиона евра инвестиции, зборам за овој 11 годишен циклус, не вклучувајќи го овде значи самиот спортски центар. Академија Пандев, како и многу други клубови во земјава, не заработува од влезници или ТВ права. Бизнис моделот е развој на млади фудбалери од кои можеби некогаш клубот би направил профит. Освен од моќта на инвеститорите, клубовите зависат и од милоста на федерацијата, чија задача е да инвестира во фудбалот. Тренчовски обвинува дека многу пари не се трошат за вистинската намена. Незадоволни сме од ланската сезона од прогласувањето на ковид пандемијата. Значи фудбалската федерација доби 4,3 милиони евра по повод ковид пандемијата од УЕФА и истите тие средства требаше според наша логика да бидат распределени за обнова на фудбалската заедница. Фудбалската заедница ја сочинуваат фудбалските клубови, не ја сочинува фудбалската федерација. Додека барат звездата што би оправдала целата инвестиција, клубот веќе дава репрезентативци во сите категории. Но можно е целата приказна тука да заврши и Горан Пандев да се повлече. Клубот смета дека во моментов раководството на ФФМ се избира спротивно на законот за спорт и ги става клубовите во подредена позиција. Според статутот на ФФМ, собранието е највисок орган на организацијата. Го сочинуваат делегати, кои потоа го бираат раководството на федерацијата. Според член 14а од Законот за спорт, кој стапи на сила во 2012 година. Собранието на националните спортски федерации во екипните спортови го сочинуваат представниците од клубовите од прва и втора лига и останатите клубови здружени во федерациите, како и представници на спортските тренери, ветерани, судии и спортисти од соодветниот спорт, предложени од нивните организациони облици. Според актуелниот статут на ФФМ, прволигашите и второлигашите немаат гарантирани столчиња во собранието, туку системот на избор е следен. По двајца делегати даваат здруженијата на прволигаши и на второлигаши, а по еден делегат доаѓа од здруженијата на фудбалери, на тренери, на судии, за женски фудбал, за футсал и за фудбал на плажа. Сепак најголем дел од делегатите доаѓаат од така наречените општински фудбалски сојузи или скратено ОФС. На последното собрание, кога Муамед Сејдини беше реизбран, 26 ОФС во земјата требаше да дадат 67 делегати. Со други зборови, главниот збор во ФФМ го имаат општинските сојузи. Како се бираат раководствата во општинските фудбалски сојузи и делегатите кои ги испраќаат на собранието на ФФМ? Според статутот на федерацијата, нив ги бираат клубовите регистрирани во таа општина, но и разните здруженија на судии, тренери, медицински лица. Сите имаат еднакво право на глас, па еднакво тежи мислењето и на прволигаш, и на клуб од селска лига, и на некое здружение на спортски работници. За тоа како изгледа работата на ОФС во пракса, добра илустрација е седницата на собранието на Општинскиот фудбалски сојуз од Велес, која се одржа во присуство на председателот на ФФМ Муамед Сејдини пред неговиот реизбор. Велес има еден прволигаш, Борец,
кој стигна дотаму поради неколкугодишните инвестиции на бизнисменот Кочо Анѓушев. За да покаже дека се е однапред договорено, Анѓушев неочекувано се пријави да биде записничар на седницата. Не доби поддршка, ниту за таа беззначајна улога. Јас преку ова гласање не сакав јас да бидам член на и записничар на верификациона комисија или како се вика тоа таму. Него сакав само да направам една показна вежба да видите кој е респектот према тие што го носат фудбалот од град. Од оваа сала јас имам респект према сите, но само јас со моите компании потрошив €1.000.000 за да Борец биде таму каде што е денес. И вие респектот го покажавте. Јас сакам едно да ви кажам. Јас во такво сценарио нема да учествувам. Значи јас да учествувам во избор на делегати овде, кои што ќе поддржуваат фудбалска федерација која што ќе работи против Борец, тоа е исто како да си пукам во нога. Анѓушев го напушти собранието веднаш по обраќањето, а набрзо потоа ја прекина и финансиската поддршка за ФК Борец. Бојкот на ФФМ пред последното изборно собрание објавија и најголем дел од второлигашите, дел од екипите од првата лига и некои општински фудбалски сојузи. Барањето на оваа група е едноставно. Повикувајќи се на законот за спорт, бараат да имаат своји делегати во собранието на ФФМ. Значи, претходното собрание е нелегитимно закажено и нелегитимно одржано без присуство на делегати представници од клубовите од прва и втора лига. Ние апелиравме неколку пати и до самата надлежна институција која што треба да го мониторира тој процес, да кажеме, тоа Агенцијата за млади и спорт. Значи, поднесовме неколку представки во кои што сакаме да се почитува нашиот глас, значи да си го почитуваме нашето право. Ако ние како клуб се обврзуваме да ги почитуваме законите на државата, исто така сакаме и федерацијата да го почитува законот кој што налага дека самите ние треба да имаме своји представници во работата на собранието на Фудбалската федерација. Ако погледнеме сега во актуелното раководство на Фудбалската федерација, од 15 членови во управен одбор, можеме да видиме само еден член на управен одбор кој што има некаква релација со фудбалски клуб од прва и втора лига, а тоа е господинот Добри Иванов од Кратово. 7 места погоре на прволигашката табела од Академија Пандев е Шкендија. На градскиот стадион во Тетово, сезонава, тие имаат уште еден надпревар. Се подготвува теренот за дуелот со Шкупиот Скопски Чаир, кој нема резултатско, туку символичко значење. Шкендија ќе ја прослави веќе освоената нова титула против најсериозниот ривал за тронот годинава. Клубските канцеларии на Шкендија се во центарот на Тетово, а во нив се и витрините со 4 шампионски и 2 куп титули. Тие се резултат на мокотрпна работа, но и десетици милиони евра инвестиции од компанијата Еколог. Сепак, кога е во прашање статутот на ФФМ, и најдобриот клуб во земјава го дели мислењето на мнозинството прволигаши и второлигаши. Официјално го искажаа уште на средината на февруари. Овој статут и изборен процес овозможуваат и штитат застарен систем од ОФС до ФФМ, каде што правото да се застапува со апсолутно мнозинство во коалиции и донесување одлуки на повисоки нивоа на фудбалската организација во ФФМ им се дава на физички и на други субјекти измислени од минатото. Од Шкендија велат дека тоа што го бараат во Македонија веќе го има во регионот. За пример, во Хрватска во работата на собранието на тамошната фудбалска федерација директно учествуваат 59 делегати. Општинските сојузи таму имаат значајно влијание, но мнозинството го делегираат клубовите. 21 делегати од општинските фудбалски сојузи, 20 делегати од клубовите од прва лига, 2 делегати од втората лига кои ги бираат клубовите, 3 делегати од третите лиги кои ги бираат клубовите, 10 делегати од клубовите под трета лига со почитување на регионалната застапеност, 3 делегати вкупно или по еден од женскиот фудбал, Сдружение на фудбалери од првата лига и на тренерите од првата лига. Соседна Албанија велат од Шкендија речиси и да расчистила со влијанието на општинските сојузи. Тамошното собрание на фудбалскиот сојуз брои 60 делегати, од кои дури 49 се директни представници на клубовите од различен ранг на надпреварување. Само 11 места имаат регионалните фудбалски сојузи и останатите здруженија. Затоа Шкендија, која е важен играч во првата лига, но и во развојот на фудбалот и македонските фудбалски репрезентации, бара нејзиниот глас да значи нешто во ФФМ. Правото на главните клубови и инвеститори во фудбалот да бидат со вистинската пропорција застапени во организацијата на фудбалот како кодекс на работа е овозможено и постојано ажурирано во последните години во другите земји во регионот.
А да не ги спомнуваме и земјите од Западна Европа, каде што се утврдени вистинските пропорции подолго време од овој аспект, што им овозможува на клубовите право на глас и донесување одлуки според нивната тежина во фудбалот. Овие ставови добро и се познати на институцијата која треба да го спроведе Законот за спорт, Агенцијата за млади и спорт. Во 2019 година тие добија и правосилно решение од второстепената владина комисија со која и се наложува на ФФМ да го смени статутот. Таа обврска патем ја имаа сите спортски федерации уште од 2012 година. Значи од 64 федерации кои постојат во Република Северна Македонија, 63 се усогласени со законот, само една федерација не е усогласена со законот за спорт, а тоа е ФФМ, Фудбалската федерација на Македонија. Самиот сегашен претседател, тогаш мислам дека на почетокот на неговата 2018 на неговата функција, самиот тој има изјава дека да, после наредното собрание, од кога судот им налага, наредното собрание и не тоа ќе го усогласиме. Поминуваат, мислам дека уште 3 собрани од тогаш, ево ден денес тоа не е усогласено. На барање на клубовите, а во очи на последниот избор на председател на ФФМ, директорот Наумче Мојсовски испратил дописи и до ФИФА и до УЕФА. Добил одговор од третиот човек на УЕФА Зоран Лаковиќ дека интерно ќе го споделат и анализираат дописот и дека ќе одговорат доколку е неопходно. Истиот тој Лаковиќ неколку недели подосна се појави како гостин од УЕФА на изборот на Сејдини, со што требаше да го легитимира изборното собрание, организирано со несменет статут. Собранието помина, ситуацијата повторно е статус кво, а агенцијата сега го менува фокусот. Ке докажува дека ФФМ работи незаконски и според актуелниот статут. ОФС мора, во закон стои дека најмалце мора да има 6 тимови кои се направува во некоја си регионална лига, која ги поддржува нели општините и затоа се викаат и општински лиги. Знаеме и имаме многу наоди дека во самите тие лиги многу клубови од тие не постојат. Дека се фиктивни, дека прават фиктивни првенства, дека учествуваат во некои фиктивни надпревари кои чекаме да се докажат за да можеме ние постапки да ги продолжиме, да докажеме дека тие ОФС фактички не работат и не даваат таа четврта лига за да можеме да биде регуларно све. 360 степени побара стафи од Фудбалската федерација уште во средината на минатата недела. Добивме брифинг на кој раководството на куќата на фудбалот аргументираше дека нивниот статут не е во судир со Законот за спорт. Сите действија во контекст на статутот тврдат дека имаат друга позадина. Сепак, до крајниот рок кој вклучуваше 5 календарски, а 3 работни дена, од ФФМ не добивме официјален одговор.